Прошетка низ Куманово. Ова е Народен театар Куманово, каде што јас израснав. И вицот за мене зошто почнав да глумам у театар, зошто станав глумец, затоа што од првиот час, од прво оделение кога сум излегол, што сум видел у школски двор? Театар. Па ја глумец ке видам. Уствари, театарот е во дворот на мојата основна школа. И да, уште ја памтам првата моја представа, се викаше Шивачот и седумте джина. Еве го мојата школа. Ова вдека дзидче, еве го дзидчева. Ке кажеш едно дзидче, обично дека е дзидче. Уствари, ова, на кумановски кажано, дзтче. Тоа значи, еве го, и вака ќе го покажеме. Со ова дзидче е заобиколено целото школа, оградено. Оградата е сега нова, тазе ставена. И на ова дзидче се случува првата љубов. Се пие првото пиво. До 8 оделение, прва година средна. Се јаде првиот шамар од љубоморен дечко. Се трошат првите пари заштедени преку недела за кифла што ти ги дале твоите. На времето и фонтанава работеше и беше гужва. Навечер овде е огромна гужва од основношколци кои што немаат кафичи за нив. И тука се собираат. Така да, ова е место каде што почнува урбаното градско живење во Куманово. Фамозно дзтче. А ова е моето драго школа. Во дефицит, во дефицит на згради, у Куманово има две школи во една зграда. Едното е Браќа Миладиновци, другото е Крстен Мисирков. Јас учев во Браќа Миладиновци. Си ги поздравам сите професори. Кај сте вие? После ова основна школа, ќе ви кажам кај се чекаше најмногу ред за баничка со месо. Ствари, кога требаше да звони за голем одмор, за да фатиш баничка со месо, пошто никако да им текнеше на овие што продаваат, дека може и да зафали и да има малце банички за дента донесено, па може да снема за тебе гладен да бидеш. Хит беше, пред да звони за голем одмор, да кренеш така и да кажеш професорке или учителке, може ли до веца да одам, зашто многу ми се оди, или треба апче да пијам, ама може ли другар ми да дојде со мене. Уствари, ги фаќаш тие 45 секунди пред да звони и дојдеш до оваа овдека трафика, до овој киоск овдека, кај што се продаваат баничките и ја јадеш највкусната, најубавата топла баничка со месо. Мислам дека денеска веќе не работи ова, или работи, но е така некако во друга форма. Не, исто, ништо не е променето и си работи. Ево оваа баничка овдека. Само еве, веќе поминал голем одмор и нема веќе банички. Сега ќе одиме да купиме поклон за дечкото што слави роден ден на 29 февруари. Чао!